Го следите редовното информативно издание на Слободна ТВ. Добар ден. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 8 полнолетни лица за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело учество во толпа, што ќе изврши кривично дело во врска со настаните пред собранието на Република Северна Македонија од 5 јули. Според информациите кои ги објави обвинителството, 6 мина се на возраст од 18 до 22 години, едно лице е на возраст од 30 и едно на 36 годишна возраст. За настанот се пријавени и 3 малолетни лица за кои, како што велат, постапката ќе се води согласно Законот за правда за децата. Надлежниот јавен обвинител оцени дека постои опасност осомничените да се дадат во бегство или да го повторат делото, па до судија на претходна постапка достави предлози за определување притворска мерка за осомничените, се вели во соопштението до медиумите. Неприфатливо е користење на насилство и поттикнување насилство во политички цели. Настанот кој се случи вчера во Скопје не смее да се повтори бидејќи нема ништо позначајно од мирот и безбедноста на сите граѓани, се вели во соопштението од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски. Упатувам апел до сите организатори на протести кои овие денови се одвиваат во Северна Македонија да преземат одговорност и нивното демократско право да протестираат, да продолжат да го практикуваат достоинствено и без насилство. Истовремено, најостро го осудувам носењето и користењето на огнено оружје од цивили и граѓани на земјава кои не се припадници на органите на безбедноста. Вчера полицијата имаше навремена реакција која спречи поголеми судири. Очекувам сите лица кои вчера беа инволвирани во инцидентот да бидат приведени и соодветно санкционирани во најкус можен рок, се вели во текстот објавен од страна на претседателскиот кабинет. Советот на амбасадори изразува загриженост поради радикализацијата на политичките состојби во општеството со висок потенцијал на нарушување на меѓуетничките односи во земјата и сметаот и се добива впечаток дека одредени политички партии ги злоупотребуваат емоциите на граѓаните за сопствени политички цели, дури и по цена на нарушување на мирниот меѓуетнички живот, се вели во нивната денешна реакција до медиумите. Оттаму додаваат дека внимателно го следат развојот на настаните поврзани со јавната дебата околу содржината на францускиот предлог за интеграција на земјава во Европската Унија, преку симнување на бугарското вето, како и протестите на граѓаните. Додаваат и дека немаат намера да ги стигматизираат политичарите или интелектуалците, а уште помалку, како што е наведено, граѓаните кои демонстрираат или ги поддржуваат овие настани. Апелираат на смиреност и на отворен диалог и аргументирана расправа на представниците на политичките партии во дебатите на парламентот и со представниците на владата. Арбен Таравари од Алијанса за албанците потврди дека лицето кое вчера кај плоштадот Скендербег пукаше со пиштол за време на протесниот марш против францускиот предлог е член на партијата и смета дека вчерашниот инцидент е провокација. Тој информира дека лицето кое се закануваше со оружје е собственик на хотелот кој претходниот ден за време на инцидентите бил демолиран. Тој во изјава за телевизија 24 вели дека не бил информиран во однос на разрешувањето на Зуди Енузи, брат на лицето кое пукаше, од директорската позиција во јавното предпријатие Комунална хигиена од страна на град Скопје, но додава дека доколку тоа е вистина, тогаш од претседателството на неговата партија ќе побара да се стави крај на соработката со градоначалничката Данила Арсовска. Продолжуваме со вестите како што Македонија ќе продолжи да се искачува по ридот кон посигурна евроинтегрирана иднина. Ќе мора да се соочи и со тешки предизвици, но во соочувањето со нив не сте сами. Соединетите американски држави се на тој пат со вас. Порача синоќа американската амбасадорка во земјава Кейт Мари Барнс на свеченоста во американската амбасада по повод 246 годишнината од независноста на Соединетите американски држави. Таа напомена дека Македонија постојано ја покажува својата посветеност на стратешкото партнерство и поддржувањето на демократските принципи, истите идеали што, како што рече амбасадорката, Русија се обидува да им ги негира на граѓаните на Украина. Македонија е сигурен пријател на кој му веруваме и витален дел од регионот, истакна Барнс.
Министерството за надворешни работи соопшти дека најостро ги демантира наводите кои се споменуваат во јавноста дека македонскиот јазик не е чист во француската преговарачка рамка за отпочнување на преговорите на Северна Македонија со Европската унија. Ваквите наводи се неточни, опасни, ја доведуваат во заблуда јавноста и штетат на интересите на државата. Ја информираме јавноста дека македонскиот јазик е неоспорен и не е условен во предлог преговарачката рамка, која меѓу другото е преведена и објавена на македонски јазик од страна на преведувачките служби на Советот на Европската унија. Од МНР посочуваат дека согласно позициите консензуално утврдени од страна на нашето собрание во декларацијата за спорот со Република Бугарија, наша цел беше позицијата на Република Бугарија во однос на македонскиот јазик да не стане и позиција на Европската унија, а во оваа предлог рамка тоа е целосно исполнето. Министерот за одбрана на Грција, Никос Панајотопулос, смета дека безусловното доделување на македонски идентитет и македонски јазик на соседите е мега грешка, но сепак истакнува дека договорот од Преспа не може да се ревидира и односите меѓу двете земји треба да се развиваат, јави допистичката на Мија од Атина. Тој за време на посетата на Лерин заедно со членовите на неговата партија Нова демократија одржа пресконференција на која меѓу другото истакна дека лично бил меѓу оние кои многу гласно во парламентот говореа дека договорот од Преспа не е во ред и посочи дека останува на неговото мислење дека документот има сериозни проблеми. Вести од светот. Министрите за надворешни работи на групата 20 денеска доаѓаат на Бали, Индонезија, на разговори во кои ќе доминира темите за конфликтот во Украина. Официјалната агенда е фокусирана на глобалната соработка и безбедноста на храната и енергијата, пренесува Associated Press. Состанокот на министрите на 19-те најразвиени земји во светот заедно со Европската унија ќе се одржи утре, а шефот на кинеската дипломатија Ван Ки и првиот човек на руската дипломатија Сергеј Лавров застанаа во неколку азиски престолнини пред да пристигнат во Индонезија, собирајќи поддршка и зајакнување на нивните врски во регионот пред преговорите. Соединетите американски држави и нивните сојузници се обидуваат да го казнат рускиот претседател Владимир Путин, на што е можно повеќе начини за нападот врз Украина, вклучително и заканите дека ќе го бойкотираат самитот на Г20 на Бали планиран за ноември, доколку Путин присуствува на истиот. А рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска ќе разговара со турските и кинеските колеги на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на Г20 во Индонезија, се наведува во соопштението на руското министерство за надворешни работи. Рускиот министер за надворешни работи утре треба да одржи и серија средби со колегите од другите земји од Г20. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова претходно изјави дека страните ќе разговараат за итните прашања поврзани со зајакнувањето на основите на мултилатерализмот во полицентричниот свет, обезбедувањето храна и енергетска безбедност. Финскиот парламент денеска донесе закон со кој ќе се овозможи поставување бариери на границата со Русија. Ројтерс пренесува дека така наречениот закон за подготвеност е изгласан со огромно мнозинство, што ја овозможува на Финска да го стави во сила по итна постапка. Тој потек на Финска се толкува како мерка на предпазливост поради можна руска одмазда на одлуката на оваа нордиска земја да влезе во НАТО алијансата. Законот ќе има последици и за барателите на азил во Финска, бидејќи ќе и дозволи на владата да изгради огради и бариери на границите и да ги упатува сите баратели на азил на некој од неколкуте официјални гранични премини, пишува Guardian. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.